Денеска 6 април се навршуваат 20 години од смртта на Никола Минчев, учител, борец, револуционер и една од најзначајните личности кои што ги има дадено Кавадарци после Втората светска војна. Се образува во Кавадарци, завршил нижа гимназија, а учителска школа во Скопје, а потоа учителствува во неколку населени места во Кавадарци, во Љубанци, Скопско, каде се запишал и како вонреден студент на Филозофскиот факултет во Скопје. Станал член на местниот комитет на Комунистичката партија за Кавадарци, бил делегат на второто заседание на АВНО и меѓутоа поради познати причини, поради борбените дејства, македонските делегати не присуствуваат на ова заседание. Делегат е на првото заседание на АСНОМ, каде што е избран и за член на президиумот на АСНОМ. На третото заседание на АСНОМ е избрана првата македонска влада, а за прв министер за образование е избран токму Никола Минчев. Во својство на прв министер ја потпишал првата македонска азбука и првиот македонски правопис. Од 1955 година до 1965 година Никола Минчев престојува во Белград во сојузната влада каде извршува мощни, значајни и високи функции. Бил министер за финансии во владата на Социјалистичка федеративна република Југославија и директор на Сојузниот завод за стопанско планирање. По враќањето во Македонија 1965 година Никола Минчев ги извршил највисоките републички функции. Бил председател на Собранието на Република Македонија и председател на владата на Република Македонија. Нему се припишува најголемата заслуга за изградба на комбинатот за фероникел Фени во Кавадарци, кој што денеска е можеби една од локомотивите на македонското стопанство. Нека му е вечна славата. Би сакала да се заблагодарам во моје име и за жал не во име на мојата фамилија, бидејќи јас сум единствена жива од мојата најблиска фамилија и сестра ми и мајка ми се починати. Меѓутоа би сакала на сите кавадарчани им се заблагодарам што се сеќаваат на татко ми, не само денес на 20 години од неговата смрт, туку и на 100 години од неговото раѓање, каде што се приради една убава и пригодна свечаност. И во секој случај горда сум што сум кавадарчанка. Јас сум посебно горд затоа што ова беше првично моја идеја, потоа разработена од инженерите на општина Кавадарци. Му дадовме еден нов лик на овој простор и навистина сум задоволен што после некое време од кога е пуштено во употреба, навистина е во добра состојба. Нема никакви сквернавења, нема никакви нарушувања на овој простор и апелирам и понатаму да остане ова такво какво што е, дури и да во натамошниот период имаме уште неколку убисти кои што треба да се префрлат, да тоа го завршиме заедно со општина Кавадарци, со Сдруженијето на борците. И секако да чествуваме затоа што овие луѓе кои што се тука се дел од можеби најсветлиот дел од македонската и кавадаречка историја, чии што придобивки денес сите ние ги уживаме и ги ползуваме.